Зошто кај некои народи на планетава речиси и да нема срцеви заболувања? Одговорот ќе претпоставите во добар дел се должи токму на физичката активност. Што им прави физичката активност на нашите крвни садови? Дали пациенти со веќе утврдено срцево заболување треба и колку треба да бидат физички активни? На сите овие прашања одговорите во следните неколку минути. Во денешново видео ќе зборуваме за: прво, ќе дадам одговор на прашањето колку сме биле физички активни векови наназад и што значи тоа за нашето денесно живење. Второ, ќе зборуваме за механизмите на промена или што се случува во нашите крвни садови кога сме физички активни подолг период. И трето, ќе зборуваме кога веќе е присутно одредено кардиоваскуларно заболување, како и колку треба да се вежба. Започнуваме веднаш. Ние сме генетски навикнати или подготвени да бидеме постојано физички активни. Физичката активност е составен дел од нашиот живот од кога постои човекот. Ако се вратиме милениуми наназад, ако сакаме да јадеме денес, храната или мораме да си ја набереме, или мораме да си ја уловиме. Сме навикнати, сме дресирани, да речам, секој ден да бидеме физички активни. И тоа да проаѓаме по неколку километри на ден. Впрочем, ако ги погледнеме денешните народи, кои што живеат изолиран живот, во делови од Јужна Америка и во Африка, ќе видиме дека начинот на живот е таков да пешачат по неколку километри на ден, многу повеќе отколку нас. Се поставува прашањето, кога така ни е навикнато телото на толку многу физичка активност, што значи денешната неактивност? Главната причина или последица која што се случува од неактивноста е тоа што во мускулите се насобираат многу масни киселини, односно резервите кои што треба да ни служат во случај да треба малку подолго да сме физички активни, просто не се трошат. Тие резерви заостануваат во мускулите подолг период и доаѓа до метаболички дисбаланс. Така што ние, како битија кои што се навикнати да бидат многу физички активни, во последните 70 на години сме ставени во еден голем глобален експеримент. Од тука одговорот е дека мораме да се активираме. И тоа посебно го засега нашиот кардиоваскуларен систем. Во следниве неколку минути ќе го објасниме механизмот како редовната физичка активност влијае на крвните садови. Не само срцето, за кое што честопати нели велиме дека е мускул, туку и нашите главни крвни садови, артериите, во себе, во својот зид, имаат значаен дел кој што всушност е мускул. Тие се навикнати да се стегаат и да се прошируваат по потреба. И од тука, кога сме физички активни, ние не ги вежбаме само мускулите, туку го вежбаме и срцето, ги вежбаме и крвните садови. Како последица на тие вежбања на крвните садови, доаѓа до неколку промени кај нив. И тие промени се клучни во спречувањето на појавата на кардиоваскуларните болести. Првата промена, која што се случува во крвните садови кога сме физички активни, е така наречена функционална промена. Највнатрешниот слој од артериите се нарекува ендотел. Тој слој се состои од клетки, така наречен едноклеточен слој, и има основна улога во проширувањето и во стеснувањето на крвните садови, што е пресудно за одржување на добар крвен притисок. Кога сме редовно физички активни, тој ендотел се одржува здрав и тој е во состојба да се спротиставува на сите радикали кои што допираат до него и да биде активен, да биде здрав и да ги одржува во тонус артериите.
На тој начин не дозволува да има големи скокови на крвниот притисок. Тоа е првата придобивка од физичката активност. Тоа е таа така наречена функционална адаптација на крвните садови кон физичка активност. Втората придобивка е тоа што кај крвните садови започнува процес на зајакнување на мускулите. Имено уште почетните биопсии кои што биле правени на почетокот на минатиот век, јасно било утврдено дека кај спортистите крвните садови подобро се гледаат. Тоа подобро гледање на крвните садови всушност се должи на нивното зголемување на ѕидот, бидејќи мускулот, како што рековме, кој што се наоѓа не само во срцето, туку и во артериите, е посилен, е поистакнат и подобрува адаптација на различни ситуации. Ова се главните две придобивки од редовното вежбање по однос на здравието на крвните садови. Има уште многу. Колатеризација, например, е еден од нив. Тоа значи дека кога сме многу физички активни, телото започнува да развива така наречени колатерални крвни садови. Но многу пати ќе слушнете кај пациенти кои што имале срцев-удар, дека преживеале благодарение на развиените колатерални крвни садови, кои што од околу, да речеме, го бајпасирале затнатиот, запушениот крвен сад и сепак донеле крв до ткивото кое што потенцијално би изумрело доколку ја нема таа колатерална крвна мрежа. Влијанието на физичката активност понатаму се гледа и во намалувањето на појавата на атеросклероза. Имено атеросклеротичните плаки или наслаги кои што се јавуваат внатре во крвните садови значително помалку се јавуваат или дури се можни и реверзибилни процеси кога редовно сме физички активни. Се гледа, листата е доста долга и нашите крвни садови, и нашето срце, и мускулите и зглобовите се практично дизајнирани на начин да им треба редовна, секојдневна физичка активност. Многу пати сме кажале досега, не е важна само една работа која што влијае позитивно или негативно на нашето здравје. Важни се неколку работи: исхраната, физичката активност, но и навиките. Кога зборуваме за здравието на срцето и за здравието генерално на кардиоваскуларниот систем, не можеме а да не го спомнеме пушењето. Така што во практичните совети кои што ќе ги дадеме, не само што ќе ве подсетиме дека треба да бидете физички активни, не можеме да ја пренебрегнеме темата за пушењето. Негативните ефекти токму на крвните садови на пушењето се познати и доста добро научно утврдени. Се знае дека овој волумен за кој што зборував, дека таа осетливост на крвните садови целосно се губи ако пациентот пуши. Затоа еден од главните совети е: не можете и да бидете физички активни и така да надокнадите ако пушите. Значи, не треба да го мислиме тоа. Пушењето е нешто кое што треба да се елиминира како навика од нашите животи. По однос на советите за практикувањето на физичка активност кај кардиоваскуларните пациенти. Важно е да се знае дека не треба да се брза. Секако се разбира, првиот чекор пред да пристапат до физичка активност е да разговараат со својот интернист или кардиолог, да се утврди каква е моменталната состојба и со колку може да почнат. Со колку и да почнат, тоа најверојатно ќе биде умерена физичка активност од 5 до 10 минути на ден. Не мислете дека и 5 до 10 минути нема да направат значително подобрување за вашето здравје. Почнете полека, но стасајте до потребните 30 минути на ден за здраво срце и за здрави крвни садови.